кога бараш успех или кога бараш решенија, некогаш мозокот вика сам се преправа дека ги наоѓа и ти дава ефорт да ги најдеш повеќе и повеќе. Значи кога бараш добро и убаво и да не е толку ќе го најдеш. Ако лошо и да не е толку колку за да го најдеш, ме сваѓаш. Така ти е програмиран мозокот вик. Има луѓе што се будат са бајле и нешто треба да се случи во денот за да станат среќни. А има луѓе што се будат са бајле и нешто треба да се случи во денот за да станат несреќни. Контент диета. Преведувај. Шо е контент диета? Како што си имаме здраво дечки. Како што си имаме диета нели исхрана. Контент диета е ова ако ти текне кај Јана кога бевме на гости ние кај нејзе у тома. Многу е потценет овој момент кај секојдневното расположение и размислување на луѓето за светот, за начинот на живење и така натаму. Контент диета е тоа што ние ставаме во нашите глави, односно каков контент конзумираме. Сега контент е многу модерен збор и не значи содржина. Да, али што содржина гледаш ти? Како што има добри исхрани или диети, како што има лоши исхрани. Тоа не се диети, него се лоши навики. Ти да го јадеш секој ден седмица, за еден месец што ќе се деси? Одма некои лоши здравствени глупости нема убаво да се осеќаш. Сега еквивалент на секојдневно јадење седмица ги утепавме by the way. Јас си јадам occasional. Највеќе кога влагам у седмица со капуњаче да се јават да ни спонзорираат. 3 дизајни на мајци. Каде тука на екран ќе ги видите. Не изгледам како глуп, кај се не знам немам појма. Дизајнот ќе оди напред на маичката, нашето лого ќе оди под вратот. Маичките одат доста добро и за таа цел се договоривме да воведуваме нови дизајни од време на време. Нов дизајн и новитет оваа недела е секогаш спремен. Нарачки може да направите на Instagram профилот Байкерот и Кросфитерот, а примопредажата е стандардно во просториите на Кросфит Скопје и не заборавајте дека имате гратис тренинг да си дојдете со опрема, чисти патики и спремни за тренинг. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Вести е хамбургер јадење секој ден. Се ти кога гледаш толку погинале во Газа, појасот Газа, Израел нападна, овие вратиле Хамас, уби толку луѓе, овој умре. Ја некад намерно пуштам вести, чекам позитивната вест која ќе дое. И не доаѓа. И овака се. Во клиника денеска, не знам, бла бла бла, човек се степа со овој. Нападна на Скопски аеродром во МНАФ, контрола за летање. Ја by the way летав тој период во Турција. Добро, што е следно? Протести, тоа и тоа се случува. Појас од Газа, војна. У Украина, волку умрени. Нов вирус, црна кашлица, ваква кашлица, не знам каква. Толку и толку деца на клиника. Кам ќе дојде ли добра вест, не знам, Трамп, вака и така, Бајден кажа ова, светот денеска, не знам што се десило катастрофално, и доја, времето утре, ќе врне. What the fuck? Си кажеш, замисли ти секој ден ова да го конзумираш, не убаво, па сега имаш оние ТМК, кликбейт таму има, само лошо, ова се деси, она се деси. Јас разбирам вести да се гледа, пример, кога се случи корона, кога никој не знаевме што се случува со пандемијата првите 2-3 дена. Океј од информативен карактер, неколку пати, почетокот, после слободно прај ресерч. Ама секој ден е рамно на хамбургерот седмица. Добра контент диета, од друга страна, односно салати, стекови, месо, јајца, риба, зеленчук, овоше, е нешто ако слушаш и гледаш корисно, односно едукативно. Дали се тоа подкасти или емисии или видео забавно едукативен карактер. Као што се на пример Џо Роган ти е забавно едукативен карактер. Никад не знаеш што ќе се деси, нема најава дека ова е сега ретка е со некој гост. Али кроз така те релаксира разговор меѓу двајца. Некојаш ќе излезе некој джем или некоја интересна мисла или мудрост, ќе научиш,
пак е подобро од вести. Или има подкасти што се специфично посеќено влеземе во тоа, што и ти ги гледаш религиозно, што се онака by the book Хюберман пример. Да, Се мене искрено ми се досадни тие, по потреба гледам некој такв. Али не е погрешно и тоа. Добра контент диета, сега по најново е аудио книги. Више и тие може и конзумираш ти, не мора да седнеш сега и да читаш физички да го правиш тоа. И тоа можеш да го правиш. Кога ти замисли еден месец, ќе јадеш ово ше за салати, јајца, месо, риби, стекови и вода да пиеш, или ќе јадеш хамбургери, Макдоналдс, кола, ќе пиеш, не знам, чипс, торта. Чипс, торта, играчки у форма на храна. Месец дена ваму или месец дена ваму. Значи, кроз времето проаѓа време. Ај 6, се акумулира. ај година, 6 ај 10 години. И што сме направили? За 10 години некој завршил 3 факултета у главата, а овој тука што направил? Ги сите војни на овој свет ги знаеме за ниве 10 години, конфликти, кој бил крив, прав, корона, вакцини, ме разбираш? Ја и понатаму би отишол. Вистински неурохемиски си влијаеш во мозокот. Сигурно тоа мора Како што 10 години можеш да јадеш здраво и многу логично можеш да си предпоставиш како тоа ќе ти влијае, затоа што јадеш, тоа си, како беше она, you are what you eat. Тоа и вистински логично е од што растеш, од што се обновуваш, од тоа што јадеш. Да. Тоа се градбените блокови на тебе како битие, како суштество. Ти физички можеш да го увидиш тоа. Ова е опасно зашто не можеш. Биохемија. Си внесуваш биохемија. 10 години контент, диета од негативности се знае точно до атом кои молекули влијаат на лошо расположение, на депресија, на негативни мисли, на немање концизност во зборување, речник, расположение. Се знаат кои се хемиите што си ги реинфорсираме сами. И учењето од добра контент, па и алатки ти се дава да се справиш со овие работи, што ги кажа поубаво да се изразуваш, каде да научам да се изразувам поубаво. Да. Што ние по милионите пати што правиме, креваме свесност. Прв чекор, како и секогаш, имајќи свесност, затоа што не е до толку очигледно. Ако јадеш не, ти ако гледаш дома и телевизорот те пушта некој канал има вести, ќе си седи каналот и ти несвесно може не ги гледаш, ама ги слушаш. Ама и немаш свест, не знаеш дека 10 години тоа ти направило некаква промена на мозокот. И што е најстрашно, не знаеш каква е промената. Ама ако бидеш искрен со себе и ги ставиш пластично двете страни, двете екстреми една спроти друга, па можеш да признаеш 10 години црни новости, што ти има направено тебе у мозокот, наспроти 10 години некоја си забавно едукативна, позитивна порака. И денот е друг. Не можеш да негираш тука дека ќе бидеш различен човек, бар во мислите, во расположението. Ами секој невието ти се подобрува. Значи, ќе седнеш со луѓе, не се видел 6 месеци, осеќаш како некој тапка, не знам дали се случувало, дали си приметил. Као надраснуваш некој луѓе на некој начин. Ти правиш мислиш, level up, да. на разбирањето и на сваќање. А он истиот муабет ти го прават пред 10 години. Ти текно е усредно која... Неам многу така, али знам на што мислиш. Неам ни јам, се дешава од време на време. Не се видел со некој 100 години. Да, тој муабет окей. Со еден другар се гледаме еднаш годишно, што ми е многу драг и од прво деление сме учеле заедно и со него ми е окей тој муабет да го прави. И он иде напред во кариерата, супер успешен дечко, ама со него стварно еднаш годишно се видам и ми е смешно кога ти текно али усредно човек што правила. Тогаш, толку. Се ти со некој да е тоа муабет, ама ги надраснуваш тие луѓе. Не, знам на што мислиш. Да. Сам себе си се осеќам некогаш како сум направил левел ап и си викам, браво, продолжи. Тоа е тоа. На добар пат си, знаеш, зашто некад мора да ги тестираш програмите, диетите, знаеш, ако не направиш тест нема знаеш дали напредува, нели, се што е мерливо се подобро, ама овие работи као се тестираат, кој да ми каже мене пластично. Кидеш, нема ти,
ќе навредиш некој, немаш така. Ама сам Стварно, бе, а и многу малце има. и тоа е па друга Дури свесност. сега еве медиуми, YouTube и чуда има да бидам искрен, има и мала презаситеност од ова што ние го правиме. У смисла фитнес инструктор, мислам на себе развој, Фитнес контент или себе развој in general? in general. На светско ниво, Има да. презаситеност. Ај може не е презаситеност, може ја до толку немам, не Само ги гледам други ти ги пратиш лоши, тие, не. мене ми се сам. Ама има присутност. Има присутност на физичко здравје, ментално здравје, техники, ово оно, ама ретко има и во склоп на тие има програми. И секи ти кажем, Има извини, tips and tricks. зошто и добро што има па повеќе опфатна присутност. Може би, после ќе ти кажам и за тоа у една од точките како да избереш виртуелен елемент. Тебе не може би не ти се свиѓа начинот на кој некој зборува. Да. Може би двајца исто да го зборува, Да. ама ти бираш од Хюберман да го Ако, познаеш. супер. Ја бирам од Джо Роган, Хюберман ми е многу Да. детален и досаден. Пример, ти кажам. Да бе, ако има, да. Ако Нека има има, за да соопфатност. има избор. Секој си прифаќа нечив стил. Ама мене Негово поентава ми беше, ама и покрај тоа, немам чуено некој да каже техники и методи на контент диета. Програма. Аха, таму одеш. Знаеш, имаш детокс за храна, имаш детокс за ова. Нема детокс. Да. Односно има детокс за контент. Off the grid. Исклучи све. Има некои луѓе. Ама знаеш, може би треба да почнеме и тоа да го пакуваме у некоја Таа свесност да се качи, да. у лесен пакет да звучи. Еве сега некој и добре што да правам. Па има овие нели. Сакаш газ телевизија, направи си ритам кога да Апликациите. гледаш, кога да не гледаш. Чи самиот Има Инстаграм и свесност бар. скролање е исто некогаш лошо. И сега и тоа сакам да кажам. Кај да е, ќе почне да има онакви конкретни програми на месец дена што да гледаш и што да не гледаш, кога да гледаш и кога да не гледаш. Сигурно. Ќе почне и тоа да има. Сега за сега се како концепти, дека треба да се прави, дека постои тоа, креваме свесност, ама кај да е ќе има онака буквално еп, ќе има апликација, 30 дена контент детокс. И Гледај он ова, ќе ти не гледај каже тоа. кога да гледаш, не само ќе ти ќе му даеш само согласност и он ќе ги гаси пали, ич да не можеш да ги гледаш кога ќе ти дое. Кај да е ќе Бизнес, биде до толку лесно спакувано. Тоа сега некој ти ќе го кажам. направи, еби го мора Кој како. има детокс смудиња, ќе има детокс вакви. Имаат онакви ретриц. Сега ова е наш обид како може да се прави ова. Да. Значи установивме што е контент диета. Што е добра, што лоша контент диета, значи ајде пак вести, значи упорно со тие вести. Ги кажа шо? Да, ама зошто вестите се толку лоши? Ќе каже некој дебе човек, не ќе се информира што се случува во државата или во светот или во ово. Да. Меѓутоа од не знам 1950 некоја година вестите биле информативна програма. Ова се случи денеска. Ова се случи денес. Тоа и тоа се направи. Што се случило дента во таа држава, информација и чао. Сега овие спикериве, ајде на светско ниво по 20 милиони годишни договори имаат, бркаат пропаганди, агенди. Така, зборуваат малку, нели ка сега денеска ќе. Значи тие читаат телепромтер, значи има сега од 50-та, 70-та која имало некој, дали беше Car Chase или не знам што беше, live, Добро. бркале некој криминалец, не знам како се десилува. И наеднаш виделе каналов дека многу луѓе гледаат. И сватиле од тука, вестите почнале да ги прават поише на си ги филувале како им одговара, негативни вести. И чекај, бе, опасно, да видиме што викаат вестите денеска. Оп, рекламчиња на Така вести. почнало. Оп, и тргнува возот нагоре. И после го пакуваат тоа CNN-овци, MMN-овци, компанија и така дале. И стануваат вестите као една форма на пропаганда. Нели у задње време не е ни тајна тоа која телевизија со која партија е у светот. Нели CNN се демократите, Fox News се овие републиканците. И едни ве зборат лошо за овие, едни лошо зборат за овие. И сега ти доброто на модерниот свет денеска е што можеш вестите да ги земеш од outside source. И сега не е добра контент диета, ама
Ако ти до толку сакаш да се едуцираш и за случувања што денеска се случуваат во Газа, Израел, например. Сега ти пушташ едни зборат за овие, пушташ други зборат за тие. Немаш објективно мислење веќе. Или едниве се со едниве, или другиве со другиве. Нема негде некоја средина. Што работите горе-доле секојаш се негде у средина. Не се ни овие многу па криви ни прави, не се ни другиве криви па прави. Зборам ако ви интересира. Имаш и за тоа подкасти, има едно бате, мислам дека 6 епизоди по 3 сати објаснува целиот конфликт, баш се фати за ова Палестина-Газа. Не свежо раскажуваше кај Џо Роган еден комичар Дейв Смит. Аха. Имате ви како сакаш да дознаеш објективно. Во таа година се случи ова. Се прераскажува. Си прераскажува. 18 сада ако се случа, нити е за едните, нити е за другите. На објективно. Ова се случи. Процени ти сега ситуацијата која. И за вестите сакам да кажем, имаш сега до толку ако е да се информираш со овој контент, слободни контент креатори што се подкасти, нели, што се не мора, што не се зависни од телевизија, веќе може и тоа да се земе во нека објективна форма. А вести како вести ти пласира негативно, пропаганда, што некој сака ти да мислиш и да знаеш. Што на крајот на минутажа, клами, слотови, што мене не ми се свиѓа. Да. И затоа тоа е лоша контентијата. Добрата од друга страна, избереш ти што сакаш. Више светот е толку отворен, толку се индепендент луѓево. Ти сакаш за кошарка, имаш само за кошарка милиарда подкасти. Сакаш гости од хип-хоп светот, имаш за хип-хоп светот. И така дале, и така дале. Среќни сме што живееме во време денеска, што овие работи сега ни се дозволени и лесно пристапни, нели ни се пласираат. Па тоа се случува кога конзумираш цело време црна хроника, е што добиваш извитоперена слика за состојбата на светов во моментот, мислејки дека е најцрна, најмрачна фаза во историјата на човештвото, а ако си објективен и се прочепкаш малце како стварно било порано, како стварно живееле порано, и колку војни и гинења и што све немало и порано, и глад, сваќаш дека ова е најубавата, најсветлата, најмирната и најпозитивната ера на човештвото. Друго што сакав да се надоврзам, и ова ќе звучи многу глупаво, ама само затоа што актуелно го зијам како пример, не ми е ова ставот баш за овој пример, ама војната у Украина, војната у Израел. Само пробувам да се замислам пред 50 години, татко ми, баба ми и дедо ми, дали ги заболело нив, дали некој у Саудиска Арабија имал војна. Или у Аргентина, или у Монголија, или у Казахстан, или Белгија, или Израел. Или кај да е. Копал човекот, немал ни радио, што го заболело него, дека негде имало војна. Да, сега ќе ми кажеш, ама ти ќе ги осетиш ефектите кога светската политика... Арно да ќе ги осетиш. Regardless. Ќе ги осети, нормално. По нешто ќе ги осети земјоделец, човек на село, ќе копа, иде еднаш у 3 години у град да купи семе и сега семето нема да биде. Зашто бе не е семето толку? Па имаше војна таму, знаеш, ние ги носиме со брод. А така ли е така? Толку го заболе. Па добро. Толку ме заболе и мене и сега. Затоа што е све real time, ја што сакав да кажам. Еве ја не гледам, ја немам преку 10 години гледано телевизија затоа што немам и немам никаде. Ако и да сакам да гледам вести, немам. И сега некој ќе ми каже, ама треба гледаш за се информираш. And yet, сум информиран. Доволно. Ке отидам, бензинов скап. Зашто бе скап? Па знаеш, Русија, нафтоводот и гасоводот, а тоа ли е добро? Ништо, ќе се справи. Ја нема да идам у војна таму. Нема. Да, ќе ме интересира вест у Македонија утре ако избувне војна, ама таа вест ќе стигне до мене секако. Без разлика. Така. И сега, од една страна, да, сакаш да си информиран, ама од друга страна, ако дозволиш само тоа да ти биде диетата, а реално што те допира тебе, секако ќе те допре, секако ќе треба да се снајдеш, окей, сега бензинот е толку добро, сега знам зашто за тоа. Оскапи, јеби га. Што може да направиме?
или нешто на работа, или делови увезуваш и сега кога се увезува нема роба, компјутери, фалат чипови у светот, зашто фалат, у Кина фабриката се самоубиле. Добро, дознав што да правиме. Пак фалат. Пак, И ако си сознанието реален се со не себе, тоа не е најцрното нешто што сега се случи. Така е. Ти пак само подсети се како било пред 50 години. И за мене тоа значи контролирање на што внесувам, затоа што ако го внесувам тоа нон-стоп тоа ќе го мислам и ќе мислам дека нештата се црни и негативни на секаде каде и да се свртам. Ако не го гледам и не го мислам тоа, ја ќе ги дознаам информациите. Јас сум во допир со реалноста, ама толку, јас сум во допир. Ќе ме допре, ќе го дознам. Ама не мислам цело време на тоа. Не сум негативен, не се будам са бајле и сум тажен, затоа што во Русија и Украина загинале војници. Не си оставам простор за позитивните вести. Не си оставам простор за да дознаам и нешто убаво, за да мислам, макар и во илузија, а не е илузија, е реалност. Ако гледаш реално, е реалност, дека светот е најдобар. Најдобар е што некојаш бил. Од што било кога бил. И твојот живот е најдобар, и живееш во најдобри услови. Лесен и брз. Се е најдобро и ќе живееш најмногу и најсрекно и најздраво во било која. И медицина е најнапредна. И затоа што ја не гледам и не конзумирам таков контент, имам простор да го попунам со овие реални информации што ми даваат реална позитивна слика. Можела порано у библиотека одиш за информации, сега YouTube Ја живеам позитивно. Само за тоа. Јас се будам среќен. Ја уште од средно ова имав една изрека и често точно ќе знае другаров кој ќе ја кажам на кој мислам. Има луѓе што се будат са бајле и нешто треба да се случи во денот за да станат среќни. А има луѓе што се будат са бајле и нешто треба да се случи во денот за да станат несреќни. Едниот се буди несреќно и бара нешто да се случи за да се расположи. А другиве се веќе расположени. И нешто треба да се случи за да се оне расположи. Индиректно или не, таа состојба на како ти се будиш е наложена од што ти имаш конзумирано во деновите и месеците и годините претходно. Ако ти се храниш у мозокот хамбургери, торти, црно, смрт, војни, кризи, чуда, ти ќе стануваш со таа информација у глава. Ако ти се храниш со информација за Еко иновација имало, ово е напрело. Иновација, комедија, уметно, филм убав, инспиративен. Те запрашале некои филозофски прашања, што си гледал некоја представа, перформанс си видел некој убав. Вау, видиш што може човекот да направи, па ја ова у мое време не едва и еве кошаркар некој, ние се мучевме да шутираме, види го сега Стеф Кари, 50 тројки од пола терен, има развој што ја мислам дека нема друго. Дека светов е тоа, сега и тоа е екстрема, ќе збориме за тоа и за екстремите. Ја има моменти кога се фаќам, знаеш, шално е негде у средина работата. Ја има моменти кога сум премногу розев. Која премногу е, човече, види ги, трчаат више луѓе во све развиено, што остана? Што остана да подобриме? Како не знаат дека шекер не треба да јадат. Тоа е, не знам од кај ја фативме тангента, ама. Од што е добра, што лоша? Сега, која е твојата контент диета? Што гледаш ти секој? Ајде од тебе ќе. Идеме лични примери? Лични примери. Па еве спомнав. Подкасти, видеа, што еве спомнав. И зошто? Ја пред 10 години се преселивме у Германија неколку месеци со
Да, свежо бевме земени тоаш. Со сопругата и идеме у стан. Тука бевме под кирија у центар и станот си дое со телевизија. У Германија не си дошол, вали? У Германија станот не дое со телевизија. Со телевизор? Со телевизор? Со ништо. Празен. Јас си носам монитор за работа. Јас си носам компјутер и монитор со мене. На тој компјутер и монитор ја имам интернет, имам Netflix, имам YouTube и тоа. Јасно. Ама немаше телевизија. А нешто навикнати со сопругава, гледавме, не знам, 24 Kitchen, навечер. Така. Нешто такво, филм ќе пуштиш на, имаше некој, па нешто, не дека сум бил со вести, ама, знаеш, оно, ако има телевизија и ќе опуштиш Колку да врти и телевизор? ќе врти нешто глупо, сакам со примеров да кажам, пак од личен пример, не дека сум бил ја толку лично свесен тогаш и еве донесов одлука и јас од денес не гледам вести и крај и го фрлив телевизорот од тераса. Не. Не, се преселив у Германија и станот не дое со телевизор. Толку. И немав избор, работа, тренинг со сопругата, нова држава, шетња, ово, оно, навечер, седиш и нема што да уклучиш. И ајде, морам да најдам што да гледам. Аха. Ти бираш усвари. Лајфстајлот бил таков да при крајот на денот да седнеме заедно со сопругата, саат-два да утепаме заедно пред телевизор. Така. Навиката уште е тука. Арно, ама нема да пуштиш телевизор и да свртиш 50 канали и еден да се погоди, него сега ја морам активно свесно да најдам што да гледам. Па активно свесно нема да пуштам вести. Нема како. Активно свесно ќе побарам филмче, побарам серија некоја. Излезе ли овој филм? Заради таа причина, јас од тогаш немам телевизија како предплата. После тоа се имаме преселено неколку пати. Имам телевизор во домот, ама немам предплата. Од тој момент натака ја немам телевизија. Че ја не знам Немаш канали, не ја знам провайдери, ништо. Тоа е на тема вести и телевизија. Значи ја телевизија не гледам, затоа што немам, а немам заради тоа што се деси во Германија. Тоа ме наведе да имам активна свесност да бирам што гледам. И се почна со филмови. Денеска сум многу свесен во бирањето. Зошто? Затоа што сум многу активен на повеќе полиња и поврзано со еден куп други епизоди што ги имаме зборено, морам логистички, плански да пристапувам во денот. Затоа што сум среќно обседнат со неколку сфери на функционирање и времето, ако можеше да биде денот 40 сата, многу ќе бев среќен, ама не. 8 мора да се спие, 2-3 треба да се тренира, 5-6-7-8 треба да се работи, и дете, и жена, и пазар, и чуда, и нема. Саатите. И саатите, денес јас сум многу свесен што конзумирам, па може би 99% е свесна одлука моја да одберам во овој момент да слушам подкаст. И тука ги имам Лекс Фридман, Џо Роган, Хјуберман, Питер Атија, Крис Вилиамсон, Алекс Конор, Тео Вон и Том Сегура. Кој може би некој забележа во категории се. Имам категорија подкаст ради подкаст. Имам апла едукативни. Хјуберман е научник на Стенфорд. Питер Атија е бивши научник, човекот е полиглот, он е, значи бил и доктор, апла доктор во болница доктор, па после сменил скроз кариера во инвестмент, у finance. Од него ми е концептот, имај свесност
за како сакаш да ја живееш последната декада. Тоа е најдобар мотиватор за како да мотивираш некој да прави сега нешто, да го станеш од кревет. Само соочи го со фактот како сакаш да живееш последната декада од животот. И дека што и да замислиш, сега треба да почнеш да работиш. Од него ми е тоа научено и земено. Значи, он ми е научнен. Тео Вон, Том Сегура, имаш Бил Бър, и он си има свој подкаст. Тие ми се комедија. Тука ќе се надоврзам за диетава, дека конзумирам многу свесно и комедии. Стендап, Сите си ги пратам, си ги гледам, си ги бирам. Ако уклучам телевизор, или е стендап, или е филм. Нормално. На Netflix што друго ќе гледаш, немам за друго телевизор. И имам, овие се можеби помалку познати на нашите гледачи. Алекс Конор е теолог, филозоф, кој што има канал што се вика Cosmic Skeptic и е прокламиран атеист. Добро. Ама е теолог. Како може? Има студирано теологија и религија. Така, знам што е теологија. И тоа на Оксфорд негде, многу јако, и е многу млад. Значи, вака кога го гледам, мислиш, што има дете да ми избори, детенце, многу е младолик. И гости му се или научници атеисти, или пастори, свештеници, религиозни луѓе. И он исто разговара и со едните и со другите. И ја не можам да разберам човеков дали е атеист или не. Он кажува дека е, ама нема подобар религиозен говорник од тој човек кој што е атеист. Браво. Cosmic Skeptic, highly recommended. Има и подкаст, има и интервјуа, има и не знам што, ама од него се информирам за кои книги да ги читам, на таа тема. Не, нема книга он. Не, млата многу. Од него дознавам гости кои што се многу често сериозни автори, па им ги дознавам книгите да си ги најдам. И Крис Вилиамсон ми е Modern Wisdom, чисто подкастер. Добар е, многу добри има. Од него исто се учи и за гости, за разговори, за свашто. Ама и он е многу темелен, е многу... Ја, ова е само еден мал дел од мојата контент диета. Ти кажи, па ја ќе продолжам. Твои лични примери. Мои лични примери, мојата диета се состоеше од Джо Роган секоја епизода едно задниве 1000 и нешто. Стварно? Да. Редовно, а? Сите епизоди му ги гледав. Од 900 и нека до задниве 1000 кој да е. Вау! Да, преку 1000 сите поред. Се у задње време почнав да му ги слушам само селективни, задње време од годинава, не знам зашо. Така се нафурав нешто. Оваа книга Choose Your Enemies Wisely кога излезе за од Патрик Бет Девид и направи тура на подкасти 5-6. И сите му ги гледав. Патрик. Да. Он гостин, кај Крис Вилиамсон, така прати обично, да. Кај Том Белју, кај сите, да. Холс. Кај кој све не беше. Дури го гледам кај некој оној Влад ТВ, не знам дека постои тој со хип-хоп артисти, правно, појма не. И ја овој PBD мене ми е како треба еден, тоест не како треба. Виртуелен ментор. Да, он ми е виртуелен ментор. Како јас сакам мојот живот да изгледа на негови години. Нормално човекот има продаена компанија, пола Б е вреден, пола милиарда. Не од тој аспект. Од вредностите и принципите. Многу ми се свија што е фамилиарен човек, no bullshit, тоа се знае. Жена, дома, децата. Сака, он има 4 деца. Цело време е со бизниси, цело време е со подкасти, цело време е со едукативни контенти и цело време е посветен на деца, на фамилија, на све. Многу ми се свија неговиот лайфстайл. И многу е објективен и реален кога анализира. Тоа е второто. Многу ми се свија како е аналитички настроен кон се. Да. Од колку е детален, колку е
она за секој можен момент, нема утка, нема грешка и е преобјективен. Имаше кај него на подкаст двајца муслимани, двајца христијани дебата. Таков е он. А он е тип што тврди дека дебатата е најдоброто нешто за кого? За публиката, не за тој што води. Зашто публиката учи на крајот дебата. Да. И овој ќе се караат овие, ти ќе гледаш и ќе извлечеш вика тези од тоа. Вика имав порано он имал кај него фамилија, ги гледа вика човеков колку е јак, добар, богат куќа вика има, 4 деца, 5 внуци, само ќе седне. А вика христијанска фамилија. Вика Исус не бил нешто добар. Знаете дека? Мислам дека многу бил мрзлив. Како бе тато мрзлив? Па така мрзлив е, докажете му спротивното. И ги буцка вика за дебати. Вика тоа го гледав од многу млад и свати вика како е вика он правел ова, правел она. Тера деца да учи, знаеш, ги предизвикува децата, ги турка малку понатаму додат. И многу ми се свиѓа целиот принцип, односно вредностите и принципи што он ги носи. И сакам од живот нели да се водам по тие принципи, зашто се правилните вредности тие се фамилија, тоа е тоа, нема бегање, нема продавање душата за пари по секоја цена. Значи работите во кој веруваш, цврсто стои зад нив и верува. И тоа е, нема отстапка од своите вредности и принципи. У задње време него го заслушав на кај што не беше гостин. Мобето ти беше зашто не Џо Роган. Џо Роган, зашо има и со лабави, и почнаа да ме нервираат тие лабавите, и зашо се нафурав на прогрес цело време и на овакво, на едукација. И тие некои не ми беа толку едукативни. Па ја тоа ќе ти кажав, имаш воведено премногу нови и сега немаш време за секоја од Џо Роган. Немам време. Крис Вилиамсон и мене ми у контент диетата со селективни гости. Тоа е. Има, па од друга страна како јас селектирам кој подкаст да гледам, по гостинот. Па да. Например, Дейна Уайт на UFC што е претседателот, кај Тио Вон беше гостин. Многу јако беше. И Тио Вон е пресмешен. И Дейна Уайт ја го обожавам како лидер, како некој што no bullshit човек и он таков, не отстапува вредности, принципи и он. Извини, таа епизода со Пелотон која ги изруга, леле колку јако. Ама јас тоа во епизода да го фатив, не го гледав клипот што исечен. Во средбе плачев од смењето, пресмеш. И you know how much Peloton takes you? No. Where it takes you? Nowhere. Stationary bike дека бил. Да, бе, да. Абе умрев од смеј. Например, Тони Робинс го гледав сега кај Тио Вон. Да. Па го расплаче човеч. Некои проблеми му решаваш. Тони Робинс, што порано, например, ми бил пак овој мотивационен говорник, ама сега со овој памет и со епизодава што гледав, сега оној Џорџ Дженко го гледав. Слични работи збори. Ама сваќаш дека човеков е тоа е. Пичко мате ни. Он е еден од првите такви self-help. Да, ама не е од оние как фейк тралала хи ха. Истражувања 3,5 години, кој си знакаже, ја сакав да му пишам извини. Што јадев хардкор е тоа. Немам јадено гомна порано го слушав. Едно време, не може, ше ме мрзи ој Тони Робинс. Оваквото. И сега кај Тио Вон е скршен човек со тешко минат. Баш ме интересира, викам дали ќе го поправа, и го пуштив. Многу јако беше. Многу добро беше. Исто оној Џорџ Дженко еден, не он е со религија, со фейт цело време. И Патрик Б. Дейвид кај него гледав, после Патрик Б. Дейвид го викна кај него со тој пастор еден имаше епизода. И после тој кај Ендрю Тейт нешто отиде го гледав и него, и вчера излезе Тони Робинс кај него гостин исто така. И се они си кружат. Тони Робинс кај него, не сум. Да. Вчера излезе. Збореше за како ги бираш. Како ги бирам. Сега, и овој Патрик Б. Дейвид, зашо он цело време вика мора да веруваш ти, Джордан Питерсон го збори тој. Се као гледам вакви high achievers, сите се свртени према фейт и религија. Викам, ти те гледам натаму идеш цело време. И викам, што сум па јас посебен, да не, се јас како мал бев многу тоа Господ, ама никад навлезено. После некое време нели у младоста нормална прогресија во животот, да. И сега на постари години гледам дека многу хајачивери го практикуваат тоа. Црква, Библија, такви работи. Таа е мојата религија. Таа религија се истражувам. И сега како преку нив сваќам Тони Робинс дека е тоа. Овој што го интервјуираше е тоа.
Патрик Бајдевиќ за тоа збори, и сите се некако отворени, не знам како е така, ама па отворени, па објективно, па према другиве ги прифаќаат и ги почитуваат религиите. И у стилот е, вие мислите дека ќе умрете, ќе одите таму. Ние и да мислиме дека ќе идеме таму. Вие мислите дека ќе идеме таму. Никој нема да дознае додека не умре. И вика, тоа некако така те ослободува, тие некои стравови и во рацете на Господ. Верувај, затоа е верба. На крај, еден ќе биде управо, може никој нема да биде управо. Ама џабе си се докажуваме ние се тука. Плюс ирелевантно е. Да, not Ама the point. сите ја добиваме бенефитот од вербата. Да. И муслимани, и христијани, и хинду, и Буда, небитно. Do your thing. Па тоа е. Ама вредностите од кај им се. Вредностите и принципите се тие и на луѓето, ја што сакам мојот живот да го моделирам спред Тоа нив. си го увидел. Тоа го увидов. Си им го видел НЗС-то на Да, луѓето. на сите. И ми се отвори као, аха. Каде вредностиве на луѓето? Да. И сега, така бирам во задње време, више на Патрик Беде по втор пат му ги гледам гостувања, зашто сваќам дека сум заборел, немаш 20 сата контент да запамтиш. Ама тука е оноа и зе Џо Роган ќе дојде некој комичар ќе зборат, пушевме треба кога пиевме кој имаше, не знам, ми го изгасивте текно. Не, ја мислам дека веќе ти е Когаш треба и ти мораш да бираш. Нема сега сум во таа фаза. лимитиран си у време бе човек. Да, и сега сум во таа фаза кај што ова ми е битно. И само тоа ме интересира. Сега со Book Club и ќе се расчиташ. Сега уште помалку подкасти ќе гледаш. Сега пептен ќе бираш. Знам. Затоа што не се чита 5 минути на ден, да седнеш саат, 2, 3 да врзеш, не за друго. И вон книгата, тој акт на седнување, не можеш да читаш со пуштен телевизор и радио и лупо, не. Чи мора да седнеш со свирење на телефони, се мора да изгасиш за да прочиташ книга 2 сати. околината за да си ја... Самиот акт тие 2 сати на мир, знаеш која вредност ја има човече. Да. Тоа е немогуче. Ја тоа сакав таму да продолжам дека за мене ти кога кажа пред некое време за контент диета дека ќе збориме. Тој концепт на содржини што ги конзумираш, ако го преведеме така, контент диета, содржините што ги конзумираш. Мене ми отиде паметот и не само на што гледаме по уреди, на телевизија, на телефон, на ово, не туку и што приметуваш онака ни секојдневието во животот, кога одиш надвор, што конзумираш? Ѓубрето фрлено до контенер или зеленото на дрвото? Оние што свират на семафори за малце судар прават или децата што играат на улица? Што конзумираш и тогаш? Кај ти е фокус? Знаеш, ја сакам и на тоа малце време да одадеме и фокус. Кога веќе развиваш свесност за што конзумираш, и тие ствари влијаат. Скопје, например, е... Кажам после и зашто е битно ова. Докажи си. Например, интересно е, еве, имам спомнато вајле, иако не е до толку, немам многу откриено на подкастов, ама во задње време, нели, патувам често затоа што со работа сум у странство, ама не мора да сум таму многу време, ама сум доволно време. Напред назад. Доволно време за да видам, ако одберам да гледам, можам да видам како Скопје е еден од најгадните градови на планетата. Попрљаво, позагадено, по негативна енергија меѓу луѓето, ретко каде не знам дали имам видено. Скопје како се Скопје. враќаш во Скопје како сите заќутуваат у кола. Кога влагаш Значи не се доловува од физички колку е гаден, од ѓубре, од прљаво, од се гледа немање ефорт. Се гледа дека не се ефорт. откажале и луѓе и институции и сите од најосновни функции се имаат откажано тука од чистење до поминување пешачки до давање жми до откажано е од секоја можна култура. Секоја честни исклучоци. Да. Ама тоа го
многу можеш да го приметиш од кога си видел различно. Така е. Ке можеш да Ама споредиш. не ми беше тоа целта на ова сега. Вака било и пред да идам ја у странство да работам. Ја пак не кажувам дека Скопје е најгаден град у... Мене ми е Скопје едно од најмилите места у светот. Ти е дома. Скопје и Македонија ми е дома. Ама одбирам што конзумирам. Исто и ја на овој телефон можам да отворам и да гледам како се, не знам, псујат, колјат и глупираат луѓе на видео само за да снимат видео, или можам да одберам дебата помеѓу атеист и свештеник и да дознам нешто повеќе. Така и со Скопје. Можам да се фокусирам на неиспразнет континер со години, ама можам да се фокусирам и на сепак постои таа знаеш, оно јужначкото, односите меѓу луѓето, го има и тоа. Кој има и тоа? Таа некоја топлина, некоја нестрикност, спонтаност, easy going, гледам и во тоа вредност. Гледам вредности во, за не треба секојаш да си така, кога работиш, извини, друже. Знаеш, ама помага многу кога бираш што конзумираш. Не знам што има поише на таа тема, се Нема кажа ти. дека Сега со Тони Робинс епизода баш се фативме, таа ми е свежа. Му кажува со примерот. Баре плаво собава, баре кафеаво собава. И сега овој ти овон бар, ајде, сега замисли. што се И нема фокусираш. врска. Да, ама стара фора е ова, ама сега имаш, знаеш, и надополнува. Баре кафеаво, бара кафеаво. Добро, замижи му вика. Отвори очи. Ајде сега вика, кажи ми што виде црвено. Добро. Ајде сега барај црвени работи. Бара, замижи. Добро. Отвори очи, кажи ми што виде плаво, нема врска. Вика, супер, форава сите ја знае. Дали можеби кога бараше кафеаво, виде нешто што не беше толку кафеаво или не беше кафеаво, а си го преправаше дека ти е кафеаво. Да, вика, она малце пона крем ми удара, ама вика, мај кафеаво што го имам да не поише работа. Дали вика кога бараше црвено, најдева, да, а јас за црвеното јас барав дома и видов лилјаково цвеќе, вика, мене црвено. Кога бараш успех или кога бараш решенија, некогаш мозокот вика сам се преправа дека ги наоѓа и ти дава ефорт да ги најдеш повеќе и повеќе. Значи кога бараш добро и убаво и да не е толку ќе го најдеш. Ако лошо и да не е толку колку за да го најдеш, ме сеќаш. Така ти е програмиран мозокот вика. И ја бев као mind blowing, what the fuck. А ја мене ме заеба, лилјаково цвеќе видов. тури го црвено. Црвено. Замижи што има плаво, добро виде. Па викам реално лилјаково цвеќе на роза. Реако е. Тоа е тоа што го збори. Значи можеш да бираш, ако бираш да гледаш добро, па некојаш и нешто што и полудобро ќе би испадне добро. Сега следното е виртуелен ментор, зашто е ова од огромно значење. Виртуелен ментор е како ја што еднаш ти пишав, Патрик бе Девид, мојот е кај твојот, гостин, кај Крис Вилиамсон. Уште не знае дека ментор ми е, само не знае, разбира? Да. Да, убав концепт е тоа, објасни го. Зашо Што мислиш? се поистоветува со вредностите, принципите што ги има тој човек и успехот што го постигнал, како го постигнал. Ако тебе се свиѓа тој стил, пример, пат, можеш да го земеш, да го препишеш што се вика од него, и да се скрати патот без да дадеш динар. Само треба, како што рековме, нема бегање од напорната работа. Треба да истражиш, да гледаш, да пратиш, да гледаш, да истражуваш, да правиш. Како се бира виртуелен ментор? Сега, ова преска заборев која е мојата контент диета, како се бира за подкаст да ти е добар. Има 3 елементи, да е добар интервјуер, добри интервјуа да прави, да е забавен како лик, да е интересен и да те интересира неговата перспектива на работите што ќе се случуваат. Или што ќе каже Джо Роган, ги има овие 3. Да трифектава, за тоа е толку добар. Презабавен е, смешен е. Перспективата секоја што интересира, че Джо Роган шо еднаш ти кажа, ја не едам на лекар, чекај Джо Роган шо збори за ова, ти текнува на една епизода за ментално здраве или за што беше? И добар интервјуер е.
Да. извлекува од луѓето. Сега за виртуелен ментор е дали ти свига крајниот резултат што тој го постигнал, ако е тоа точно, кој е патот по кој тој одел. И обично успешни луѓе секогаш ќе ти го кажат патот, никој нема ти го кријат, само треба прашаш. Односно ден денес па снимаат Да. и го кажуваат патот. Јас бев ова, направив ова, ми се случи тоа, ми се случи тоа. И многу се битни овие работи да видиш дека и најуспешните на светот биле у некој лоу у животот. И дека не ти се дешаваат само тебе, браче, лоши работи, и дека сега ти крајот на светот, што не знам, било ова или она, или се родил во Македонија. Па и од тука има еден тон успешни луѓе, и тука има, и од сегде има. И од полоши место од Македонија има успешни луѓе. Мојот виртуелен ментор од Иран, Сирија. војна има избегано 2 години во камп у Германија, рефиджи камп, за да отидат у Америка на 10-11-2001 се вработува. 9/11 удира ден покасно. И сега тој личи на као на Middle Eastern малце црномањест. Да. Одма со предрасуди, сега и тој е тежок пат. Ама успел човек. Ми се свига начинот на размислување, ми се свигаат вредностите, ми се свигаат принципите што ги има човек. Ми се како се однесува со фамилијата, присутен татко, она родител тие работи. Работи што мене ми се битни во животот. Ја отвори уста нешто едукативно. Тачно. Едукативно, забавен карактер. И он пушта фори од време на време, знаеш, не е стално. Почнува отвара епизодава со атеистиве, со муслиманите и со христијаните. Вика, слушај, дечки, тука сме денеска да дискутираме кој е најдобар тим во 90-те во NBA. А покрај тоа, сега има пушта и такви фори. Јак. Виртуелен ментор може да ти биде секој оној по кој сакаш твојот живот да го базираш или каде сакаш патот да го фатиш. Замисли колку нов концепт е тоа резултат само на ново во време. Виртуелен ментор. Кај ќе си учел порано, книга напишал една тој. Толку. Чао. Значи имало ментори, да, ама мора да го запознаеш. Да. Мора да бидеш во негово присуство. Во пракса, Ќе те примили. да, и откако ќе те менторирали? прими, колку ефективни сати со тој ментор ќе поминеш за да абсорбираш информации. Така. Иако е во, замисли, со ментор така, саат, два, секој ден, не знам, многу полесно, а за пократко долгорочно време, ќе можеш ти од виртуелен ментор да ги абсорбираш информациите, како покондензирано е, сваќаш, ако имаш Селективни ти дава, каже, ова функционира, ова не функционира, тоа што не функционира, ти го ни кажеш, се вика. порано, например, кога си имал ментор, тоа бил човек што го познаеш и треба да идеш со него да се дружиш. И од прва рака ги гледаш грешките да И учиш. за да собериш 100 сати дружба со тој човек, може треба цела година да помине. Да. А ти 100 сати дружба со Патрик Девид можеш да направиш за 1 месец. Точно. 3 сата подкаст од Патрик Пет Девид у 30 различни сценарија со 30 различни луѓе на 30 различни теми. Кажеш колку е кондензирано. Да. За месец дена имаш нешто што порано година дена ќе ти требало. Па може и повеќе. А може и ти за каков човек збориме за Колку јака сега ова го увидов, виртуелен ментор дека е нова ствар, нов концепт. Да. И никој нема изговор се. Скоро сите од тие познаите прават контент. Па мене Да. први виртуелен ментор ми беше Коби. Кога прекина да игра. Он излезе интервју, па вака ме фаќаше и го пуштав да го гледам. Да. Ја не Секој беше Ја ненормално. не го сакав поише од кога заврши него ли дури играше, ја не го сакав кој играч го мразев Коби брат. Леле, Како сега му кога мисли него кажа, глава, он кога умре, ја како некој близок да ми увел, ја една недела не може да се оправам бе. Душата ме болеш. Леле ми го зема Коби, викам човек. Нема интервјуа више со човек. Никогаш да има. Ке нема извор Ever. на Нема извор од мудрости познаењето од него. Ми го убија, ми го умреа. А тој колку имаше од сите Он го свати животот. како 10 години порано од цело овој тренд 50 години. директ со луѓето ги има сите овие мудрости Сите. воочено. Колку За growth за mindset. симплифицирање на сите работи. Стварно, Коби беше, а отвори уста, запишувај. Книги за Запишувај. деца, он Оскар доби човече за година дена после Да. кажуј. Па, Идеш, вика, со Патрик Бет Девид му беше едно од најаките. најаките. Кој збореше за
За Ти тук шек, се разбудиш, ја имам 6 сата тренинг направено. Бе. Ај тоа, идеш вика денес на тренинг. You fail. Се враќаш дома. Добро. И што правим? Идам утре, се подобро или ќе се откажам? Идам утре, идам пак. Добро, идеш утре. Ма си подобар. Супер. Дали фейл намо? Да. Добро. Идеме утре. И пак. Да. Шо има се ти да паѓаш у несвес или си изгубил утакмица? Добро. Дај тејпот. Кај изгрешивме? За една која кажува изгубила финале, не знам, женски коледж и вика ја гледаше, дај вика земи ја get the tape и да гледаме вика грешки. Како вика ја немам гледано утакмицата како изгуби. Како ќе знаеш вика кај си изгрешила, како ќе се оправиш. Кога како? Како да бе, не си нормален ја да гледам тој пораз, знаеш колку ме боли мене. Добро тоа вика, остани тапка место. Дојди вам. Не вика само твоите пасови или твоите тачис, така се вика. Паќе целата утакмица ќе ја гледаме, ќе анализираме вика. Зошто стои тој тука? Зошто тука? Која акција вика? Доктор за кошарка. Доктор Бог. Он ми беше еден од првите несвесни. Да. И многу ми беше мука кога умре. Леле, викам, нема да има пак со Коби ништо више никогаш. И старите не ги гледам, се не можам. Збори за керка му, какви планови имам за неа и не можам. И за тоа и со Патриот Девид не мога гледам, више не можам. А предобро беше. Дур траеше, беше добро. Ние спомнавме книги и дури Book Club направивме за тоа. Ама јас да искористам оваа прилика дека голем дел од мојата контент диета у последно време е книги. И кажав и зошто. Прво, самиот акт на читање е нешто што фали. Фали. У новото време се повеќе фали време на смирување. На себе си, на околината, на влијанијата, на сите овие Outside noise. Така, да. Надворешна бука. Знаеш на што мислам, на буката од надвор. Фали тоа, значи фали смирување и актот на читање те форсира да е тоа. И не само тоа, книгата имаше еден објаснуваше, вика, зошто е убаво да читаш книга, затоа што тој некој што ја пишал таа книга, што ти ќе ја прочиташ за да речеме 10 сати, човекот што ја пишал книгата потрошил 10 години за да го собере знаењето, го изфилтрира, го изпроцесира, го спакува, го испарсира меѓу неговата перспектива, истражувал, прашувал, испакувал, скоцкал, ти го направил на тебе и ти го конзумираш за 10 сати, нечи труд за 10 години. И имаше убава паралела. Подкаст е некој истражувал една недела и ти ќе го конзумираш за 2 сати. Не знам интервју, не знам песна, не, и сите тие се нечие прежвакано дело. Книга е форматот во кој што нечие прежвакано дело е резултат од најмногу време. И сега ти конзумираш нечи 10 годишен труд. Тоа е една од стварите, а и пак навиката и од лично искуство имаше време кога повеќе слушав подкасти, а читав книги, сега пак несвесно се фаќам дека повеќе читам. Не, само се сменив како ги ја почнав ко тебе, аудио. подкастиве ми се само аудио, односно ги не, ја порано Ти гледаше вака? Ја порано делував 2 сата и не правев ништо друго. Не, бе, тоа е изгубено време. Не, ја порано седев и гледав подкаст 2 сати. Сега го слушам додека правам друго. Додека возам, додека тренирам, додека нешто друго. Така што да, тоа се случи. Ти не дека не слушаш подкаст Почесто на ги различен слушам начин. додека правам друго, па ми се ослободи времето кај што наместо да гледам телевизија, Mind blow. уствари
Па така и се случи бе, јас се фатив и еве сега имам Пати што? вишак 2 сата, седам на фотелја. Знам дека не ќе да пуштам телевизија, оти ќе потрошам 10 минути дури да најдам што сакам да гледам на Netflix или нешто. И оп книга. И една книга, друга, трета, и имам Kindle и на листа ми стојат и само од една на друга и ми се свига навикаде, нешто убаво ми е слично убаво чувство како после тренинг имам за време читање. Знаеш, чувството после тренинг е задоволството од тренингот, на завршеното. Ама ова не е такво, не е задоволство од како прочитав, убаво сега, читав 2 сати и убаво ми е на душата. Не, додека читам ми е убаво. Дали таа смиреност... Ти си имаш ритуал јак, додека ти читаш, физички читаш. Тоа е Јас ги слушам и ритуалот. книгите. Не, јас имам ритуал на читање. За Седам, овој месец Book Club, да морам има јас. кафенце, чајче, нешто. Едва ја чекам. Си знам, например, садру сум работа и знам дека баш е ритуал, убаво кажа, баш е навика, знам најчесто у кој дел од денот ќе читам. Тоа е луфтата, таа е дупката и едва ја чекам. Си наместам, си сеќе се смири, се гаси и оп тие 2 сата, так. Ти што кажа 10 години од животот, а некои биографии кога читаш на луѓе цел живот имаш нивни. Биографии се многу јака работа. Од аспект на книги и контент. Плюс не знам зашто бе, кој ќе Нечи едукација од книга кој ќе добиеш hits differently. Другачие Така сме допира. програмирани, дека си учел у школа од книги. Може. И си ја чукаш главата, сега од подкаст кажа некој рандом, а нема врска, од многу од подкасти се учи. Не, имаш поише време да го книга е тематска свариш. и траат подолго. Сега аудиобукови се од 4 до 25 сата на Илон Маск последнава. Ти го 20 сата. креираш светот во себе, додека ја читаш книга. Мораш да го креираш светот, универзумот на тоа време, на тој простор. Мора да го Да, ти работи оживееш главата во другачи. себе и ти си сега таму и го примаш и посебно некои тешки книги. И тоа сакам да кажам. Дека свесно во мојата конзумирачка содржина, контентијета, некогаш одбирам и посветувам време на контроверзни теми. Као на пример? Конфликти. Аха, Сваќа, на пример, Не рекла, казала. кога искочи веста за Израел и Палестина. аха. Добре, тоа Се најдов неинформиран и видов дека има конфликти не само таму, него и низ цел свет меѓу луѓето. Одма се завземаа ставови, Да, на неинформираност. а не се не информирали. Појма И нема. сега тоа е некако актуелно. И окей, и сега таа не е лесна тема да ја тешко, читаш. И тоа ми е поентата. Има моменти кога одбирам тешко нешто да Ко ме засека, као што ти реков со короната не на без да ме засега. Не. ова- Не, ова е едно. Друго е со, и Станов тоа на више бизнес. познато. Ова со Знаеш што ми е со религиите, актуелните атеизмот, теми? Извини. Сите стануваат најнаш експерти за се. И е тоа сега тема на муабет недела дена. Зашто Русија е во Украина, бла. I don't give a fuck. Што имам јас со тоа? Или појасот Газа. Ја од кога сум дете, тоа го слушам, несвесно на вести што викаш ти, пуштиле моите. Јасер Арафат беше порано. Ја ко мало мислев тој дека Арбен Джафери. И на појасот Газа. Не мири на појасот Газа, и тоа појасот Газа мене ми е вести. И Не, гледај, види. да знам. Тоа беше Што ќе примерот мислиш? сега, ама друг пример е некогаш книгата што ја читаме таква. Тоа е Тешка. друго виш. Ти ја препорачав, ја читаш веќе, Пиреј. И Тоа е наша. таму има тешки Ама ствари. таа е за нашата земја. Добро, злострство и казна. Таа не може. Немој Така да даје. даеш никогаш те Така даје. Има теми Не можам една што страна се шифонер да тешки објаснам. затоа што обработуваат тешки работи.
Тоа е друго. И ако одбереш медиум на кој што убаво квалитетно тоа е изработено, вреди тоа време да се посвети. Да си посветиш дел од животот, да размислуваш на тема смрт, на тема неморални акти. Зошто се прават? Кои се побудите за убиства, за љубомори, за такви ствари, разбираш? И сега ако ти посветиш квалитетно време и си одбрал добар извор на некој што сега ја бирам филозофи, доктори, автори, знаеш, сепак во секоја оваа диета претходи некое време на истражување. Знаеш, ако ме заинтересирало мене тема смртност, и сега ја ќе одам, окей, кои се книгите, кои се авторите, што пишувал тој е научник ваму, овој бил имал вакви издаваштва, и така некако ќе одбереш, ќе читаш други ревјуз, ово оно. Не знаеш, ама се трудиш да одбереш солиден извор, неколку, и си задавам овој период, јас сега ќе читам на тоа и тешко е. И сега ја дадов убав пример како актот на читање и тие 2 сата, едва и ги чекам и убав свет си замислуваш. Тоа се уште е валидно, ама сепак во тие 2 сата се соочуваш намерно зададено да размислувам на тешка тема. На тема смрт. На тема што став имам јас за смртта. Зашто да не? Ја обожавам филозофија. Да, бе. Сам обожавам се од каде доаѓаат. Ти убаво кажа. Сам си гашти нареден чекор ќе ти било тоа. Кога збореше за идолите, за примерите, ти си приметил дека сите имаат одредени вредности што резонираат со тебе, те привлекле, да. И си се запрашал од каде им се на овие луѓе различни луѓе исти вредности. И сите од нигде негде опки ми каже религиозност. Фейт, гад. Па нареден чекор е тоа, бе, човек. Нареден чекор е ти да се информираш повеќе за тоа. Па кога ќе почнеш ти да се информираш повеќе за тоа, што мислиш, што теми се обработуваат таму? Така е, бе. Живот, смрт, да. Зло, љубов, од каде? Така. Зошто? И убавината е и да нема одговор, мора да го поминеш процесот на мислење на таа тема. Ти лично, не некој си. Тој некој си мислел и правил. Многу луѓе седнале пишале. Не пишале за да ти го стаат на тебе у глава и ти копи-пейси сега јас сум Патрик Б. Дейвид. Библијата не е направена за теа ти да проповедаш истото. Да. Ти како го сваќаш? Ти да го прочиташ, ти да го процесираш, ти да пробаш да живееш по тоа и таков некој циклус на прашување и одговарање на тешки прашања, за да тоа е мудрост, човече. Да, како ќе стекнеш мудрост? Не е све мет и млеко, са ние преска го направивме, ја немам гледано вести и мене животот мет и млеко, сите срекни, идеш Скопје, пее. Не е така, не се присилувам затоа што гледам вредности у тоа. Ти сега несвесно кажа tips and tricks, си седнуеш за читање. Несвесно кажав типси, да. Имам ритуал. Типсите како да створиш навик. Што викаш, еве ти гледаш, ти се ослободиле 2 сати. Да. Додека правиш нешто во кое глава не треба да уклучуваш, како што е возење, нормално треба да гледаш кај одиш, ама ти патот до дома, до тука, до кај што идеш чести рути, ти е на аутопилот си. Да, возиш. У тие моменти можеш да слушаш. Кај што е изгубено време, комјутинг, по изгубено време не може да кола проеден. Што ќе слушаш на радио музика и рандом вести ќе се уклучат. Денеска 25 жртви во Газа, разбираш? Може комотно да биде или слушалици или Bluetooth кола, зависи како можеш, како имаш можности, си пушташ и си збори и си слушаш и ти тотално не си дистрактиран од патот. И 100 пати сум кажал, дури црвено да е, дури гужва да има, не ти смета да. Ќе си дослушаш, трепнало тоа за зелено, застани си. Да. Ќе си послушам минутка, две поише.
Книги исто, со аудио више и тоа многу јака индустрија се развива. Исто многу добар начин да ги конзумираш. Јас немам време физички да седна, сега нели ти кажав Библија почнав да читам, за неја нема аудио Библија. Ќе седнеш дома, светото пише. Нема? На Audible ја нема? Не сакам така, сега секам таа да ја прочитам. Отварам новиот завет и докај сум стигнал, продолжуваш таа, се чита. И некако те смирува малце. Гледаш, правиш, а има тие убиства, прилюби, ама Те смирува актот на читањето и те смирува текстот што тој мора има да го внатре, да, и тука да го осеќаш следиш. нешто, да. Така да тоа е за Tips and Tricks. Додека правите некоја небитна работа во животот, како чистење, раздигување машина, диплењалишта, можеш тука да го искористиш да слушаш, не мора да го гледаш подкастот физички. Да, можеш да слушаш подкаст. Рековме ритуал, да го направиш како ритуал. Тоа е друг Tips and Tricks. За читањето? Да, ако па не, дури и за било што, за Да, одвој време дека прецизно за тоа. века како и со се друго, првиот чекор ни е свесност. За претпоставуваме дека ти си вовел свесност. Што значи свесно одбираш што да конзумираш. Тоа сега треба го створиш во навика. Ама што значи навика? Навика значи некакво ритуалче. Навика значи се случува во прилично сличен интервал, во прилично слично време, за да може да стане навика Така. по дефиниција што значи Биохемиски навика. у главата да се смени тоа и да се... За да, и ти да знаеш да си го очекуваш, секој ден ќе се случи, за кој ќе стане по автоматизам, Да ти дојде убаво на душата што ќе да ти дојде. дојде убаво и да почнеш да го правиш и несвесно веќе. Да. И тогаш пак кога ќе почне, кога ќе се врзат месеци и ти ќе се освесиш дека вести немаш гледано, затоа што у тој сат си решил поарно да прочитам книга и да изслушам еден подкаст и да си легнам порано. Знаеш колку поубаво се заспива после Помирна ти книга душата, наместо главата. после вести? Ајди заспи после вести, не знам кога има вести, у 9-10 има вести. Цело време има вести. Кога нема вести. Црна хроника, ја иди заспи сега. Значи, то се е исповрзано. Мене тоа, значи, Tips and Tricks би ми било, пробај да си го направиш ритуалско. Чајче, кафенце, што и да е, зависи Кој дел на тоа место, ти седи, кјоше, Имам јас, ти седи така. Да бе, да. Не? А бе, двај чекам, бе, човек, двај чекам. И тој алгоритам што сите го зборат и го серат, па на крајот на денот па ти дава ти тоа што бараш. Така е, бе. Не си ги срчал тие работи, ама ти ги дава тие работи. Така е. Зашо ти YouTube не дава убиства и војни? Да го отвориш мојот е... Има, ама ако UFC, тоа гледаш... UFC, овој подкаст, оној подкаст, толку. Јас сум Скроле апла подоле NBA, Religion, Spirituality, Podcast, Science, Exercise Science, Psychology, Philosophy, Питерсон. CrossFit. Питерсон бе, не го кажав Питерсон. Джордан Питерсон ми е голем Ама кога е гостин, не можам тој неговиот, многу го тупи. Питерсон. На неговиот многу бирам кој е гостин. Не, Тогаш го гледам. Он кога е гостин. Он кога е гостин го гледам Секако опапесно, го гледам, ама на неговиот неговиот подкаст не не ги гледам сите, освен кога знам дека гостинот што дошол е Legit. legit и еден од тие е Џон Фервеки. Ќе го пуштам. Тој човек, ја мислам дека факултет имам завршено, слушајќи го тој човек. Он има цели... Да, ја го знам, Џон Фервеки. Џон Фервеки има цели предавања од курсеви од факултети. Он е когнитив психологија, когнитивна психологија. За механизмите на мисловните процеси. Ама толку убаво разработува од праисторија, од античка историја до филозофите, еволуција на филозофските размислувања од Аристотел и Сократ и Плато на времето. Замисли ти кога си на факултет и имаш предавање од некој професор и тој предмет е 1 година, 2 семестри и да речеме го имаш 3 пати неделно. И тоа се 3 сата неделно. Така. И имаш
36 месеца, по 4, да речеме 30 недели. Да речеме имаш 30 недели факултет у таа година, 90 сата од некој предмет, од некој професор. Имаш 90 сата. Така, на факултет кај професор да слушаш предмет 90 сата. Овој Џон Фервеки има неколку серијали од 50 на епизоди од по 2-3 сата на одредена тема. Ја цели му ги имам слушано од почеток до крај 2 пати. Знаем дека кажа. Ја имам 2-3 години кондензирано, факултетски години предавања кондензирано, а овој и е универзитетски професор. Јас сум негов студент, ја му имам присуствувано на предавања на Џон Фервеки. Мање више. Ја уште малце можам да си полагам кај човекот испит и диплома да си соберам од што и да предава он на Торонто University у Канада. Когнитив психолоджи. Како ќе заборавев за малце да го кажам, жива среќа, Џон Фервеки. Подкаст, само гостува и Има и- серијали. Не е подкаст, неговите се предавања. Ги има и на Spotify, а ги има и на YouTube. Многу ствари од него јам научено, многу. Број 1, како среќаш ме подседи, број 1 Џон Фервеки ми е. Мене, виртуелен ментор ми е Џон Фервеки. Најдете го вие вашиот. Покрив ти све? Покрив. И ја покрив све. Ајде, чао. Поздрав.